2017 година реално е една од историските години во Македонија, иако Македонија е навикната секоја година да биде историска. Меѓутоа во 2017 година се круниса целиот, да кажем, демократски пресврт во државата. Добивме нова влада која што почна да функционира, се случија избори, се случија и локални избори и конечно годината завршува со оставка на претседателот на опозицијата и мислам дека со тоа се става точка на една мачна историја на Македонија која што траеше повеќе од една деценија и со тоа се става едно резиме на сето она што во последните 2-3 години се вложи како демократски напор, како напор за еден пресврт на агендата на Македонија од една заробена демократија во една ситуација во која што демократијата почна, а и допрва ќе треба да почне да профункционирува. При тоа не мислам само на секторот кој што е вон владата, туку и на секторот кој што го застапува и владењето на новата власт. Од ова што досега го гледаме една голема желба, еден напор, не се сите потези одобрени, прифатени, најквалитетни и така натаму, од кадровски до политики. Меѓутоа смислата на сето тоа што го правевме сите овие години беше да можеме слободно да дискутираме, да влијаеме и тие реакции да имаат одреден ефект кај тие што не владеат, за да се дигне нивото на одговорност, да се дигне нивото на отчетност, а секако пред се да се дигне нивото на слободата во земјата. Во таа смисла 2018 година ќе биде продолжеток на ова што сега се започна и тоа ќе биде исклучително густа година. Сите влегуваме со нешто подигнат оптимизам. Најавите се такви што се очекува реален еден продор на евроатлантската агенда на Македонија. Јас сум еден од оние кои што се внимателни оптимисти, бидејќи мислам дека агендата е многу комплексна, многу компликувана. Мислам дека таа ќе зависи од нас, но до едно ниво, бидејќи сепак ќе се носат политички одлуки кои што нема да бидат направени во Скопје, кои што ќе бидат во меѓународните центри пред се, треба да видиме со нашиот сосед Грција, како ќе го расплеткаме овој Гордиев јазол околу проблемот со името што го имаат со нас. И мислам дека за сега се прават сите потребни, неопходни чекори за да дојдеме до еден позитивен исход во таа смисла, но јас сум еден од малкуте кои што исто така повикуваат Македонија да има и план Б, за да не ни се случи разочарување напрагат и да не ни се случи потоа губење на ентузијазмот за враќање на една полнокрвна, демократска, слободна држава во која што ќе треба не само ние да функционираме, туку и оние генерации кои што во голем дел ја напуштија државата. Така што мислам дека имаме право да бидеме задоволни од ова до сега, со целата критичност која што треба да ја задржиме, и имаме исто така право да очекуваме уште подобри резултати, имаме право можеби после долг низ на години да бидеме пооптимисти, а агендите што стојат пред нас ќе треба да си ги одработиме и мислам дека тоа на крајот ќе даде некаков резултат, дури и без разлика дали ќе биде тој решителен продор кој што сите веќе одамна го очекуваме и го заслужуваме во евроатлантските интеграции.